издание на Newsflash ке гледате. Не успеа да полета денес новата ракета на САД за месечината, по утринското одложување поради проблеми со времето, но и со еден од моторите. Тимот на Обединетите нации во посета на украинската нуклеарна централа Запорожје. Објавувањето на судските документи го заострува фокусот кон поранешниот претседател Доналд Трамп како можна цел во кривичната истрага. Останете со нас, ги имаме деталите. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јован Черноморски. Тим на Обединетите нации на пат да ја посети украинската нуклеарна централа Запорожје. Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафаела Маријано Гроси на Твитер напиша дека тој ќе го предводи тимот. Мораме да ја заштитиме безбедноста на најголемиот нуклеарен капацитет на Украина и Европа, рече Гроси. Од агенцијата соопшти дека мисијата ќе се фокусира на проценката на физичката штета во централата, утврдување на функционалноста на безбедносните системи, проценка на условите на персоналот и извршување активности на заштита. Русија контролира локацијата на централата уште од почетокот на незината 6-месечна инвазија, но централата е управувана од украински инженери. Стеј департментот на САД ја обвини Русија за блокирање на документот за договорот за неширење на нуклеарно оружје, бидејќи договорот го нотира ризикот од борбите во близина на централата Запорожје. Инженерите на Американската вселенска агенција НАСА се обидоа да ги решат неколкуте проблеми рано утрово пред планираното лансирање на новата ракета и капсула дизајнирана да испрати човечки екипаж на месечината, но не успеа да се справат со таквиот предизвик. Доцнање имаше и поради бурата која го зафати југоисточниот дел на Флорида, од каде требаше да полета ракетата. Повторното лансирање се очекува да се случи во петок. Тестот ја вклучуваше ракетата Space Launch System, најмоќната во историјата на НАСА, која се предвидуваше да ја придвижи капсулата Орион без луѓе и екипаж на планираниот лет. Орион требаше да ја обиколи месечината и да се врати на Земјата, а целото патување ќе траеше околу 6 недели. Доколку тестот биде успешен, НАСА планираше повторно да испрати ракета со астронаути околу месечината во 2024 година. Лансирањето е дел од програмата Артемис на НАСА, која има за цел луѓето да одат на месечина за прв пат од 1972 година. НАСА исто така планира и база на месечината. А од вестите од политиката во САД, експертите велат дека се заострува фокусот кон поранешниот претседател Доналд Трамп како можна цел во кривичната истрага за неговото одземање и складирање чувствителни документи во Белата куќа. Федерален судија во Вест Палм Бич во Флорида го објави документот со детали за кривичната истрага, што Оделот за правда ја отвори заради одземање документи од Белата куќа од страна на поранешниот претседател Доналд Трамп, кој потоа ги чувал во неговиот приватен клуб и резиденција Мар-а-Лаго. Кривичните дела согласно истрагата опфаќаат свесно чување информации за национална безбедност. Експертка која 40 години работи како американска дипломатка вели дека е алармирана од заканата за националната безбедност, што се наметнува со одземањето класифицирани документи. Се уште не знаеме за какви документи се работи, но можам да ви кажам дека 26 години имав највисоко безбедносно одобрение и работев со документи кои се многу ретки. Тој излегол од Белата куќа со нив и ги однел во Мар-а-Лаго, каде секој можел да има пристап до нив. Трамп негира какво било кривично дело, а неговите поддржувачи го нарекуваат скандалозен претресот на FBI во Мар-а-Лаго. Неколку републикански официјални лица изјавија дека истрагата ги прави САД да изгледаат како несериозна држава, како што покажува овој твит од републиканскиот сенатор од Флорида Марко Рубио. Но друг експерт за Гласот на Америка вели дека демократски држави низ цел свет воделе истраги, а во одредени случаи обвиниле и затвориле поранешни претседатели и премиери без огромни последици. Серија обвиненија во Латинска Америка, например во Бразил, меѓу разни поранешни претседатели, како и Никола Саркози во Франција, Джейкоб Зума во Јужна Африка и Бенјамин Нетањаху во Израел. Но Лонг вели дека ако Трамп биде осуден, тоа би било прв пат во оваа држава. Ова е навистина нова теорија за САД. Последен пат кога САД се соочиле со ваков проблем бил во Вотергејт со Ричард Никсон. Тогашниот претседател Форд одлучи да го помилува Никсон за да се продолжи напред и државата да застрави.
Влијанието на Трамп во републиканската партија и поделената политичка клима сега ги прават САД поразлични од другите држави, вели друг експерт. Имате поранешен председател кој контролира политичка партија, што е една од двете главни политички движења во државата и која е поврзана со лице што може да биде обвинето. Од друга страна имате расни проблеми, проблеми со оружје, нешто што го нема во Јужна Кореја, Франција или Израел. Белата куќа рече дека председателот Џо Бајден дознал за претресот на FBI во Мар-а-Лаго од медиумите и оти Оделот за правда води независна истрага. САД и Европската Унија внимателно го проучуваат одговорот на Иран на, како што вели Европската Унија, незиниот последен предлог за спасување на иранскиот нуклеарен договор од 2015 година. Еве ги деталите. Откако Иран поднесе писмен одговор на предлогот на Европската Унија за заживување на иранскиот нуклеарен договор од 2015 година, администрацијата на Бајден вели дека се ангажира со своите европски партнери внимателно да го разгледаат одговорот на Техеран. Портпаролот на Стейт Департментот Нед Прайс рече дека се согласува со Европската Унија дека е преговарано за она што можело да се преговара со Иран во индиректните разговори изминативе 16 месеци и дека заживувањето на нуклеарниот договор е подобра опција отколку ништо. Ние не гледаме нова низ призмата на политиката, туку на националната безбедност. Ние сме уверени дека взаимното враќање на усогласеноста со договорот останува најдоброто и најефективното средство со кое уште еднаш може да се потврди и трајно да се ограничи нуклеарната програма на Иран. Поранешниот председател Доналд Трамп еднострано ги повлече Соединетите Американски држави од договорот во 2018 година и воведе остри санкции спрема Иран. Иран ја продолжи својата нуклеарна програма, велејќи дека таа е само за миролюбиви цели. Генералниот директор на Меѓународната агенција за атомска енергија Рафаел Мариано Гроси рече дека нуклеарната програма на Техеран во 2022 година е многу различна од она во 2015 година. Мислам дека сите го препознаваат тоа, почнувајќи од иранците кои велат дека напредуваат со крупни чекори и дека програмата се движи не само напред, туку и странично, бидејќи расте во амбиција и капацитет. Еден водечки ирански експерт за Гласот на Америка изјави дека неговите извори во Иран се оптимисти дека договорот може да се спаси. Ова е веројатно најоптимистичкиот тон што сум го слушнал, секако од официјални представници во Техеран, откако ваквите нуклеарни разговори беа обновени во април. Имавме толку многу рунди разговори, 20 или 21, што е тешко да се следи. Последиците од руската инвазија на Украина прават Иран да сака стимнување на санкциите повеќе од кога и да било порано, вели Алекс Ватанка. Тоа е можност да продаде повеќе нафта заради она ништо поминува Европа во однос на енергетската криза. Иран сака да продава нафта и парите очајно им требаат. Друго прашање е ослободувањето на американците држани во Иран. Државниот секретар Антони Блинкен минатата недела го сврте вниманието на случајот со иранскиот американец Сиамак Намази, велејќи дека Намази е погрешно притворен во Иран веќе 2500 дена. Републиканскиот представник Майкл Макол за Гласот на Америка изјави дека ослободувањето на приведените американци мора да биде дел од секој нов договор со Иран, за разлика од првичниот договор во 2015 година. Администрацијата на Бајден треба да се погрижи секој американски заложник во Иран да се врати дома. Овие невини американци издржаа години под лажни обвинувања, бедни услови и одвоени од своите најблиски. Иранските медиуми го цитираа портпаролот на Министерството за надворешни работи дека Иран е подготвен да изврши замена со затворениците од САД. Тоа беше се за денес. Јас сум Јован Чаномовски. Имајте убав ден. Пријатно.